По францускиот нон-пейпер за проширувањето Европа се соочува со нов таен документ кој може да предизвика верижни реакции во Брисел, но и во земите членки, како и во регионот и Македонија. Овој пат нон-пейперот го подготвила германската влада, а се однесува на брановите бегалци кои во иднина би пристигнале во Европа. Едно од сценаријата е бегалците кои што нема да можат да влезат во Европската унија да останат во земите кои се граничат со унијата, како на пример Македонија. Во овие вести разговарам со новинарот на Нова Македонија Александар Србиновски, кој прв го објави нон-пейперот на Берлин и кој ги следи состојбите во овој дел. Александар, добро вечер. Дали се слушам? За почеток за нашите гледачи, колку овој германски документ, овој нов нон-пейпер е сериозен документ и може да влие на идните политики на Европската унија? Па, станува збор, Горан, за едно многу интересно случување на меѓународната политичка сцена. Имено, доколку овој документ стане и официјална политика на Брисел, а со тоа и на Европската унија, негде планирано според досега објавените надписи во меѓународните медиуми за втората половина на 2020 година, возможно е Македонија со тоа и нашиот регион да се стави во една ситуација која што по многу нешто би налекувала на случувањето од 2015 година кога не зафати мигрантската криза. Имено овој нон-пейпер кој што е сена се според пишувањето на американскиот магазин Политика на 4 страници предвидувал отварање на така наречени институционални објекти, би се користи тако некој благ термин, во кој што барателите за азил, имигрантите или бегалците кои што евентуално би се нашле во територија близина на Европската унија, би минале низ така наречени некои си правни процедури за да се утврди дали тие навистина се вистински баратели на азил. И по таа точка тогаш тие би се распоределе натаму во земјите во Европската унија. Имено за нас конкретно како земја, тоа би, барем хипотетички од оваа гледна точка, бидејќи се уште ништо не е официјално, тоа би требало да биде наговестено со текот на почетокот на следната година, би можеле да се најдеме во состојба во која што на наша територија, која ќе пристигнат бегалци, кои што сакаат да патуваат во земјите од Западна Европа или во Европската унија, ние би требале да им ги проверуваме веродостојноста на нивните документи, желбите за азилантските права и така натаму и така натаму и така натаму. Србиновски, во неколку наврати претходно високи европски гости, политички представници овде зборуваа индиректно за некаква помош која што би ја добила Македонија во поглед на овој проблем. И претходно во Брисел се зборуваше за вакви слични теми, но никогаш не стана збор за Македонија конкретно. Се зборуваше за Грција како место каде што треба да се градат такви контролни пунктови, контролни точки. Колку е реално бегалците да останат овде во Македонија, кога и тие самите објективно не сакаат да бидат во земја сиромашна како нашата? Точно, Горан. И според пишувањата, односно, бидејќи се повикувам на пишување на американски медиуми кои веќе имале увид на овој документ, исто така се користи блага реторика во која што конкретно не се споменува Македонија, меѓутоа се споменува регион кој што граничи со Европската унија, освен нашиот, а со тоа и нашата земја, јас не гледам кое друго место во Европа би се граничало со земјите од Европската унија, па претпоставувам дека има сериозна доза на реално сценарио, да не речам да ни се повтори некоја си мини епизода, каде што нашата држава, која што економски е далеку посиромашна во споредба со останатите од нашето опкружување, би требала да го носи теретот на далеку попогатите и помоќни држави од Европската унија. Верувам дека ти го знаеш податокот дека на територија на Турција во моментов има над 3 милиони бегалци од повеќе држави од Блискиот Исток и од Африка. Реално ли е Ердоган да дојде во ситуација по некаков конфликт со Европската унија? Видовме дека имаше неколку држави од Европската унија кои што го критикуваа за војната операција во Сирија, да ги пушти тие, барем дел од тие 3 милиони бегалци кон Европа и со тоа да настане нов хаос и во Европа, но и овде кај нас во регионот, конкретно и во Македонија? Па ја искрено верувам дека е сосема реално сценарио, односно изводливо, бидејќи станува истовремено збор за огромни маси на луѓе. Значи, 3 милиони бегалци не е мала цифра, но не се тоа само единствените индикатори дека на нас можеби ни се повторува
некоја си, да не речам, втор бегалски бранд. Слични изјави за зголемиот наплив на луѓе доаѓаат и од страна на властите во Атина. Но и нашите домашни државници во своите извештаи, чинам дека минатата недела имаше некоја си официјална информација од Министерството за внатрешни работи, каде што е констатирано дека приближно 1000 лица кои што се бегалци или мигранти или како сакате наречете ги, се затекнати на наша територија, што значи дека иако состојбата не е како она во 2015 година, работите на терен се раздвижуваат и самото по себе представува според мене добро поле за да се активираат нашите државни власти за правовремено да реагираат на оваа ситуација во смисла превентивно, да не се најдеме во некои си неспремни, несакани ситуации од кои што многу тешко се излага потоа. За самиот крај само уште едно прашање, може ли овој нон-пейпер на германската влада, на германски институции да предизвика нов конфликт во Европа, подоцна помеѓу така наречената стара Европа, основачите на Европската унија и нова Европа пред се земјите од Вишеградската група? Па предпоставам дека со сигурност ќе предизвика турбуленции. Дали ќе има раздор, тоа останува да видиме. Она што е значајно во оваа ситуација е дека конкретно кога веќе го говориме на темата со бегалци и имигранти, земјите од Вишеградската група, односно од поранешниот источен и централен блок, на големо отворено јавно во сите можни прилики се противот кон идејата дури за релокација на веќе стигнатите бегалци. Германскиот нон-пейпер најверојатно кој што се уште нели во областа на неофицијални информации додека не го видиме целосно, најверојатно го е некој си механизам со кој што им е олеснаа работата внатре во Европската унија за релокација на азиланти и на бегалци. Тоа е отворено поддржано од земјите на југоисточна Европа, во земјите на северот на Европската унија и така натаму, но со сигурност ќе биде, барем според моје очекување, отфрлено од оние во центарот на Европа и источната Европа. Александар, ти благодарам за ова кратко, но наистина ефикасно објаснување за тоа што се случува во Европа на полето на прашањата на бегалците. Прашање кое што и овде во Македонија предизвикува сериозни турбуленции, обвинувања дека некои политички фактори сакаат да добијат политички поени на анти-имигрантските политики. Меѓутоа, наша должност и твоја како новинар и моја да објасниме за сите реални опасности кои што може да се случат, сите нови развои на настаните. Тоа беше Александар Стребиновски, новинар на Нова Македонија и соработник на поголем број светски медиуми.